Овој блок до 9 часот ќе го заокружиме со уште еден нов разговор во студио. Имено, македонскиот јазик не е само наше домашно обележје, туку жив предмет на изучување на неколку странски универзитети. Токму затоа во наредните минути прашуваме кој денеска во време на глобализација се одлучува да го посвети својот живот на македонскиот збор. Македонскиот јазик во светот, каде, како и зошто се изучува денес. Ова е нашата тема на која што ќе разговараме во следниве неколку минути. Велам добро утро за доктор Кристина Николовска, директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ. Добре ни дојдовте. И професор доктор Борче Арсов, научен советник и редовен професор на Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, Скопје. Добро утро и благодарам за поканата. Благодариме пред работно време, убава тема на која што ќе му обетиме до 9 часот. Господја Кристина, ќе започнеме со вас со цел да ни одговорите во однос на тоа програмата за актуелната 6-та зимска школа. Благодарам те повод за оваа покана ваша е одржувањето на 6-та зимска школа, која што се одржува на далечина. Се одржа од 26 до 31 јануари и привлече 69 македонисти од 19 земји од целиот свет. Тоа се македонисти од странски универзитети кои доаѓаат по покана на меѓународниот семинар при УКИМ, а делегирани се преку лекторите кои што се во странство. Ние сега имавме 11 лекторати, а ќе имаме оваа година ќе започне со работа уште 2. Така што импресивна беше програмата на 6-та зимска школа, огромен интерес предизвика, голем квалитет и чекор напред во истражувањата за македонистиката, односно како наука за македонскиот јазик, литература и култура. При УКИМ преку репрезентативна палета на лекторски вежби кои ги одржуваат најреномираната, би рекла, една извонредна класа на квалитетни лектори, врвни лектори при УКИМ по македонистика и секако една палета на професори, предавачи, академици кои што има предавања на курсот по македонска книжевност и култура, а имаше и преведувачка работилница. Професорот Арсов тука ќе го вклучиме веднаш со следното прашање кога станува збор за овие семинари за македонски јазик. Вие сте лектор на летните и на зимските школи на меѓународниот семинар. Па еден нешто околу тој континуиран процес на изучувањето на македонски јазик. По кои учебници се учи, каков е интересот за македонскиот јазик, кои се коментарите кога луѓето првпат се сретнуваат со јазикот, тежок е, не е тежок, малку да навлеземе во таа тематика. Па јас најпрво би сакал да кажам дека ми е чест што сум на некој начин представник на лекторите по македонски јазик на оваа 6-та зимска школа, но и пошироко така, тоа е една група лектори кои што работат и на летните и на зимските школи веќе години наназад, кои повеќе, кои помалку. И би сакал во тој контекст да им се заблагодарам на сите и да ги споменам, ако не е проблем нормално во оваа пригода, бидејќи конкретно на 6-та зимска школа, се извинувам, имавме 5 групи, ми се чини, за македонски јазик и тоа имавме среќа да имаме голем број пријавени учесници на почетно рамниште и таму работеа 3 групи за почетно рамниште и тоа конкретно колешките доцент доктор Марија Пандева, магистер Христина Ангелевска Миоска и Елена Ѓоргиовска. Со средното рамниште работев јас, а со напреднатото рамниште по македонски јазик работеше колегата доцент доктор Бојан Петревски. Така што работиме имаме среќа да работиме по учебни помагала кои што се речиси исклучиво изданија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кои што се одлично подготвени, можам да кажам, и преку кои не се учи само граматиката, туку се навлегува во повеќе подлабоко учејќи ги тие, ајде да кажам, граматички, конверзацијски, лексички содржини, практично се навлегува и во значењето на македонистиката воопшто, тука вклучувајќи го тука не само јазикот, туку и секако литературата, културата и така натаму. Кристина, ќе поразговараме и во однос на лекторатите по македонски јазик на светот, во колку земји има и каде се изучува македонистиката во странство? Македонистиката се изучува досега на 11 лекторати. Имаме лекторати во Кина, во Хрватска, во неколку земји во Турција, Албанија и така натаму, Полска, Унгарија, Романија,
а сега очекуваме да се отвори и во Неапол, во Италија, а неодамна минатата година во декември го отворивме лекторатот и во Нитре во Словачка. Така што можам да кажам дека овие неколку години, еве 2,5 години колку што работиме оваа гарнитура, има извонреден подем македонистиката и отворање на лекторатите благодарение на поддршката од Министерството за образование и наука и од Министерството за финансии. И секако ја цениме исклучително улогата и на покровителот на почитуваната председателка Гордана Силјановска-Давкова, која што ја поддржува културната дипломатија, но со најголеми заложби секако на успешната извонредна ректорка Билјана Ангелова, која што, ете би рекла, во овој период извонредно вложи и таа и ректоратот, бидејќи овој комплексен процес да се отворат уште лекторати и да се задржат постојните. Тоа се некои македонистички амбасади во светот, тоа се нашето убаво представително лице во светот и треба да бидат поддржани и уште повеќе се залагаме да имаат повеќе услови секако, но секако благодарност и до владата и до ресорните министерства за поддршката и до УКИМ. И воопшто до лекторите, тие се тие амбасадори, тие се нашите борци, тие се нашите херои, секако херои се и лекторите на зимските и летните школи, кои што ја водат континуирано, посветено, студиозно, со многу научна акрибија, со сериозна фундираност и со врвна филолошка и културолошка школа, што е репрезент на УКИМ. Ние се гордееме со тоа, меѓутоа овој процес, тоа е постојано, би рекле, една убава заложба, но и борба за македонистиката да секаде да се афирмира и да биде понудена, а има интерес, верувајте, дури има и повеќе, некаде по 50 студенти во некои центри, така што македонистиката е респектирана, а ние ги задојуваме со љубов и на летната школа во Охрид, тие се влюбуваат буквално во македонскиот јазик, литература и култура, и континуитетот на зимските школи е исклучително значен во тој комплексен процес. Секогаш може повеќе, но до сега сте задоволни од одзивот и од интересот. Но ете, бидејќи сме јавен сервис на гледаат и надвор од државата, да ги повикаме и нашите македонци кои што живеат таму каде што имаме центри, повеќе да го поддржат нивното функционирање, нивната работа, преку препораки на луѓето кои што живеат таму, да посетат, да ја видат литературата и слично. Ќе се согласите со мене, тоа можеме и на тој начин да придонесеме ние. Така е, ги повикуваме нашите македонци на секаде од светот да бидат дел од тој важен процес на тоа убаво научно, академско, високо образовано. Тоа е борбата за јазикот. Така е. Најубавата борба за јазикот. Да, заедно сме во тој процес и како и Агенцијата за иселеништво имаме и со неа убава соработка. Благодарам за оваа идеја. Така. Се враќаме на професорот Арсов околу зимската онлайн школа, 6-та поред која што заврши. Дали се постигна напредок и пред малку во одговорот кажавме и вие кажавте дека фокус не ставате само на граматиката, па на кој начин учесниците им го пренесувате македонскиот код, култура и традиција? Така, јас ќе се надобрзам и на претходното прашање, бидејќи освен лекторските вежби по македонски јазик имаше и настава, ако можам така да кажам, и предавања, циклус предавања за македонска литература и култура, во чии што рамки имаше и преведувачка работилница, која што беше водена од колегата магистар Златко Панзов, не го спомнав претходно, се извинувам. И еве тоа е еден пример како се работи всушност не само на јазикот и не само на граматиката, туку и на културата и на литературата, но и во самата настава по македонски јазик на лекторските вежби, еве јас од своето искуство можам слободно да кажам дека само сува граматика не може ништо да направи, но секогаш зависи од кое рамништето на познавање на македонски јазик на слушателите, односно на учесниците на тие зимски и на летните школи, особено ако зборуваме за онлайн, така, на овие школи што се случуваат од далечина, кои што на вистина се појавија во еден убав момент кога можеше да ги искористиме како премин на некој начин меѓу од една летна до друга летна школа, кога може всушност паралелно, односно не паралелно, туку помеѓу да има еден мал, тие траат по една седмица, но навистина тоа е и повеќе некогаш од доволно за да се научат основите или пак да се напредува уште повеќе во оние познавања кои што ги имаат слушателите. И конкретно, ако зборуваме за тоа како се воведува културата и литературата во наставата, еве ќе споменам и јас, речиси да нема група со која што не сум работел, па не ја воведувам и поп културата тука во секој случај, дали е тоа поп музиката, дали се тоа некои филмови или краткометражни или долгометражни и така натаму. Но граматиката
граматиката е секогаш основа за изучување на јазикот, не смееме да ја заборавиме, но убаво е кога ќе може да се вметнат во рамките на тие секојдневни активности и културата и литературата. А кога ќе ги прашате вашите студенти зашто го избрале токму македонскиот јазик за да го изучуваат, кој е нивниот најчест одговор? Вака, јас имам искуство и како лектор по македонски јазик во странство, во Париз, конкретно во Франција. И оттаму, но и пошироко еве од она што го слушам од колегите лектори во другите центри, можам да кажам дека има најразлични причини. Можам така да кажам и изборот секогаш се должи почнувајќи од оние најприватните, ајде така да ги кажам, најсубјективните причини, дали е тоа некое потекло на родител или потекло на партнер, партнерка и така натаму, преку да речам културолошки некои поттици, например дали е некој музиколог, музичар, театролог и така натаму, па се до оние пошироки, ајде така да кажам, причини кои што нам ни се особено важни, конкретно земајќи предвид науката. Кога некој го изучува македонскиот јазик со цел да ја продолжи таа традиција во предавање и изучување, афирмација на македонскиот јазик надвор од нашите граници. И сигурен сум дека и директорката ќе се согласи дека ние сите ги прифаќаме и со сите со задоволство работиме, но тие ни се во да речем најмногу во фокусот затоа што тие се наследници, така, на оние македонисти кои што веќе постојат во земите што веќе ги споменавме и со надеж дека задржувајќи го тој континуитет паралелно ќе работиме и на нови лекторати. Така. А дали македонистиката го има заслужениот третман и доволно ресурси за да биде конкурент на странските универзитети? Одлично прашање. Секогаш може да се инвестира во услови, уште повеќе. Исклучително е значено лекторите и лекторатите да имаат услови. На таа сцена на јазици јужнословенски треба да се биде курентен, треба да се понуди програма. Ние тоа го нудиме како врвна наука. Се трудат лекторите да имаат и презентации, и представување на македонската култура. Исто така во нивниот домен спаѓа и културна дипломатија, соработка со нашите амбасади, со конзулатите, и постојано се промовира македонскиот јазик, литература и култура и преку разни настани на промоции, културни настани, музички и така натаму. Така што тоа е еден континуиран процес кој што бара проактивност, бара да имате визија, бара да сте присутен. Нашите македонисти имаат огромно македонистичко срце и се борат, еве како што убаво дадовте предходно и за спорт, нели тие достигнувања. Во тоа ние сме извонредни, врвни, но сепак секогаш е подобро да има поддршка, уште поголема. Би ни било драго нели да бидат поддржани, се поддржани институционално, УКИМ се труди да имаат максимални услови, но тие на врвен начин ја репрезентираат. Значи ние секогаш се трудиме да биде одлично промовирана македонистиката и тоа го прават на врвен, достоинствен начин, креативно, зашто има одлични резултати, одличен интерес има од македонистите од светот. Ние на летната школа имаме извонредна и на зимската многу голем интерес за да се биде, а не може сите да бидат нели вклучени како семинаристи, но се трудиме тоа да биде сето тоа. А убаво каже и колегата, треба да ги негуваме. Тоа е една извонредна македонистичка мрежа која што треба да се негува од љубениците на македонскиот јазик, литература и култура, па се до оние кои што растат субспецијалистички по тие скалила. Добро е да се има поддршка во сите нивоа и на сите едноставно сите нивоа на интерес и да се привлечат. Некои од нив во историјата се докажало дека биле и лектори тука, па станале академици како академик Зузана Тополиска, така што треба да ги негуваме, треба да имаат и престој и треба да има и меѓународна соработка, а исто така добро и нашите лектори да одат во странство и професори, така што таа мрежување. Да, мрежување точно е исклучително важно, да не има и ќе не има, но сепак е битно да бидеме проактивни и поддржани во таа смисла. Предизвици има многу, меѓутоа верувам дека нешто што е од помош се секако онлайн наставата и дигиталните алатки, кои претпоставувам ви помагаат и да се поврзате, меѓутоа и да ви ја улесни работата на меѓународниот семинар, така што претпоставувам дека тоа е една од позитивните работи меѓу многобројните предизвици кои што се случуваат. Да, и што е следно на агендата? Па јас еве за првиот дел може да кажам, а за следното директорката знае најдобро. Така, во врска со дигиталните алатки, тие да не постоја, ние немаше ниту да можеме да ја оствариме зимската школа и она
секогаш гледаме што е добро во лошото, ако може така да се изразам. Зимската школа, иако идеи за нејзино востановување постоеле и одамна, меѓутоа првата зимска школа се случи во екот на пандемијата, така за ковид, 2021 година, ако не се лажам. И всушност, иако тогаш и целата настава, меѓу другото, и во основното и во средното образование, па и високото мораше огромен дел да се префрли онлайн, ние тоа го искористивме за да можеме во рамките на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура да го искористиме онлайн просторот, не да се плашиме од него или да ни биде пречка некаква, туку да го искористиме за да можеме да ја шириме, да кажем, македонистиката и виртуелно. И ако велиме дека за време на летните школи го носиме светот во Македонија, за време на зимските школи практично ја носиме Македонија на секаде ни светот виртуелно. Секако, меѓутоа е важно што успеваме да ја вгнездиме македонистиката во многу различни културни и јазични сфери ни светот. Така што мислам дека дигиталните алатки многу помагаат за тоа и секако нивното користење дава само резултати и верувајте, резултатите колку и да лично предпочитам да работам со физичко присуство, така, меѓутоа резултатите и од зимските школи се идентични како оние и од летните школи. Успехот е неизбежен кога има посветеност и љубов и од едната и од другата страна. Професорка, само накратко во една минутка на ова важно прашање, што е следно на агендата за меѓународниот семинар? Благодарам. Следно е подготовка на 59-та летна школа во Охрид, која што ќе се одржи во втората половина на август, и 52-та меѓународна научна конференција. Континуитетот на зимските школи ќе продолжи на овој начин и се очекуваме дека ќе имаме нови резултати по скалилата на македонистиката преку овој извонреден, грандиозен проект и голема мисија, грандиозна мисија на меѓународниот семинар при УКИМ. Благодариме за гостување. Во 9 часот и најновите вести на јавниот сервис, а веднаш потоа и останатите содржини. Колегата Мартин Николовски ни подготви еден убав прилог, патувањето на парите. Малку ќе направиме еден историски осврт, ќе посетиме ковници во Скопје и Кратово, така да ќе биде интересно и повестите во 9, останете со нас.